Растот на индустријското производство е 8%, овој што вчера беше објавен или денеска, е 8% во јануари, споредено со јануари претходната година. Тоа е сериозен раст. Ако минатата година, целата година заврши со речиси 5% раст на индустријското производство, веќе во јануари имаме раст од 8% на индустријското производство и тоа е одлична вест. Заедно со веста што вчера ја извади Државниот завод за статистика, веста дека имаме ново рекордно ниско ниво на невработеност од 24,6%, историски најниско. Овие две вести се одлични економски вести и посебно имаат одредена вредност што се во еден период во кој што поминуваме низ политичка криза. Имено кога станува збор за невработеност, ќе потсетам дека во последните години имаме над 13% поени намалување на невработеноста и тоа во услови на две светски економски кризи, една она глобалната финансиска криза од крајот на 2008 до 2010 и втора од 2010 до 2012 некаде европската должничка криза, плюс најсилната домашна политичка криза која што околу една година се одвива во Република Македонија. Во едни такви услови, имајќи ги во обзир сите елементи на овие кризи и сите нивни притисоци на економијата, сите нивни влијанија на економијата, ние успеавме за 13% поени да ја намалиме невработеноста, која што, како што кажав и вчера, се уште е висока, но има така силен пат што охрабрува и укажува дека политиките кои што беа преземени, мерките кои што беа преземени од страна на владата во минатиот период, се исправни, даваат резултати и треба да продолжат. Се разбира дека ќе продолжат и ќе продолжат и новите напори за дополнително подобрување на бизнис климата, кое што ќе помогне и во правецот на тамошно намалување на невработеноста, што значи отворање на нови работни места, и во правецот на зголемување на индустријското производство. Инаку, само минатата година се отворени околу 20.000 нови работни места во Македонија. Значи само во текот на 2015 година. Тој тренд продолжува, прво заради тоа што продолжува да доаѓаат крупни компании во Македонија, со кои што веќе подолг период имаме разговори. Вчера, например, една ја заврши градбата и почна со работа, друга компанија почна уди камен темелник за градба на нивен објект, во кој што ќе има нови вработувања, така што трендот продолжува. И тоа е добро, што значи дека ќе продолжи и намалувањето на невработеноста. Јануарскиот раст на индустријското производство покажува дека годинава индустријското производство има шанси да биде и посилно отколку минатата година, иако е само еден месец, иако е само почеток, сепак е охрабрувачки кога се почнува со 8%, во ситуација кога минатата година беше некаде околу 5% растот на индустријското производство.